Дури кожата тенчеше, се тенчеше од полирање сверачно. Имав еден комшија, пријател, рече дека конкурс има, ќе отворат погон, ќе се отвори златарски, барат ученици, прва генерација бев. Ние сите учевме школа, за секој занат имаше посебна школа. Сега ни тоа го нема, све се затворени, луѓето, секој бара нешто полесно. Ама секој занает, кога ќе го научиш, тоа е лесно. 40 години веќе никој ученик не зима. Оти треба и да го плати, а нема работа, дали за себе или за друг. Доаѓа порача ланче од 10 грама. Он ќе ми донесе 10 грама, само од 10 грама не се прави. Треба ти да имаш уште 50 други, за да можеш да го направиш. Се топи, се прави прво жица, мислам шипка. После се влече на машина. Порано имавме рачни машини, влечевме. Ќе го истрнчиш до 1 милиметар. Подоле таа машина не влече. После другото рачно. Сега која дебелина ти треба ланчето, према тоа оставиш таа дебелина и се виткат во цевка има специјално или жица. Која ширина сакаш, ќе ги виткаш, се сечат тие алкици едно по друго се монтират, се лепат и на крај доаѓа до финиш полирање. 65-та година кога почнавме ние, ти викам, во чаши имаше 4-5 златара, мајстор Кочо, Славе, нели викат старите, занаетот вика, не се учи, се краде. Ќе гледаш како работи мајсторот и ќе го украдеш занатот. Потоа отворив приватен дуќан. На времето беше добро, бевме цела Југославија, 22 милиона. Добар стандард, се купуваше, секој нешто поклон ќе земеше и ние ако идеме таму нешто ќе земевме, дали од злато или некој сувенир, било што. Меѓутоа, полека, после разделбата, распадот на Југославија, почна да шкрипи. Сега машини има, порано све рачно ги влечевме, све рачно ги правевме. Со машини ќе го припреми материјалот, само склопуваат, прават, полира и готово. Сега дури најново има, сега се компјутерски, серија ќе ти извади. 1000 комада, исти ланчиња, исти прстења, кој модел ќе го ставиш, тој ќе ти го вади серијски. Меракот голем, секој златар звање,